Еве на едно второ по повод театарски настани во Кавадарци, организирање на една пресконференција за локалните медиуми. Непосреден повод е вечерашната премиера, најновата театарска представа на театарот при Домот на културата Иван Мазов Климе. Значи, јас само сакам да потенцирам, да подсетам дека ова 2019 година се навршуваат 90 години од првата официјално подготвена и изведена представа во нашиот град, во Кавадарци. И цела оваа година ќе биде во знак на театарот. И така и почнавме од пролетта. Успешни репризи на првата премиера на детската представа Волшебникот од Оз. Денес втора премиера, ќе се посврнам малку накратко и на неа, меѓутоа да најавам само дека веќе е почната подготовката на третата театарска представа, која што ќе биде за 2-30 дена, не знам точно, работи како гостин режисер од Велес Ненад Витанов, се работи на текст од Чехов. Толку за пролетните премиерни активности, репризите ќе се следат со работка со други театарски куќи, од есен малку поударно, значи ќе следат нови премиерни проекти и со работка со професионални театарски куќи, денови на театар или една недела на театар, изложби на театарски плакати, на фотографии, на минати доајени, актери и аматери кои што поминали низ редовите на оваа наша театарска куќа. Но да се навратам на конкретниот денешен, односно вечерашен настан. Вечерва во 20 часот премиера на представата Откол накол, работена по текст на Реј Кунија во адаптација и режија на Диме Коцески. Од мене толку, јас ќе оставам на екипата на Диме која работеше оваа представа, нешто за позитивните моменти, нешто што не очекува, нешто за проблемите околу работата, имавме некои персонални промени и така натаму, но затоа имаме нови лица. И ја оставам на него да ве запознае со нив. Најголем дел од актерската екипа е тука присутна. Ви благодарам однапред како љубители на театарската уметност и знам, убеден сум дека и оваа представа, како и другите наши, ќе најде на голем интерес. Барем ова за вечер за премиерата и за утрешната прва реприза е се распродадена. Да. Добре дошле како локални медиуми во театарот при Домот на културата Иван Мазов Климе. Поводот е утрешната, односно вечерашната премиера на новиот проект на театарот при Домот на културата Откол накол. Како што кажа и директорот, нели оваа година малце поразлично од останатите од минатите години, нели? А тоа е 90 години од првата одиграна театарска представа во Кавадарци, што значи многу повеќе активности од изминатите сезони. Така и почна годината почна малку така малце побурно. Имаме една така ја нарековме една пролетна офанзива. Имаме премиера пред околу месеци нешто на Волшебникот од Оз. Успешна премиера со успешни неколку репризи. Денес имаме премиера на представата Откол накол по текст на Реј Куни во адаптација на наши кавадаречки услови моја. И веќе почнавме со подготовките на Просидба и на Мечка, на двете едночинки од Чехов, во режија на Ненад Витанов. Значи, таа пролетна офанзива тука некаде завршува, потоа имаме еден краток период, нели, на малку одмор и веднаш после тоа почнуваме со есенската офанзива, која што ќе биде, се надевам, а и според тоа како се договараме, ќе биде уште пожестока. Вака, значи, Откол накол. Тоа е еден многу убав текст на Реј Куни, англиски комедиограф, игран скоро во сите театри низ целиот свет, преведуван скоро на сите јазици. Како текст, и онака самиот текст е одличен за работа, меѓутоа јас го
го адаптирав на наши услови поради најчесто е тоа поради желба на публиката за тој нашиот убав и како сочен и како да го кажам единствен сликовит кавдаречки дијалект кој што е стварно незаменлив. Најчесто е заради тоа причината што се прават представите на кавдаречки по желба на публиката. Имаме, како што кажа и директорот, неки проблемчиња. Едно од женските главни улоги ни откажа некаде на пола, па се снаоѓаме и затоа малку цела оваа работа, цел овој процес се одолговлечи, за да на крајот сепак на една убава дата 9 мај, на денот на победата над фашизмот, дадиме премиера на Откол накол. Екипата е одбирана од мене. Тоа е еден спој на искуство и дечки кои што и за прв пат стапнуваат на сцена. Димето Боцев ја игра главната улога. После Ребека Малиминовска е една од женските главни улоги со Валентина Ѓорџиева. Видан Станоев е исто така дел од екипата. И за прв пат на сцена е Магдалена Атанасова. Сашо Орешков не е за прв пат на сцена, тој беше дел од Волшебникот од Оз, меѓутоа во целовечерен проект е исто така и он е прв пат. Значи реков, тоа е еден спој на искуство и на младост, една кохезија се направи добра, која што ќе резултира со тоа што ќе го проследите вечерва. Верувајте дека ќе проследите нешто добро, нешто квалитетно, од оваа екипа, од нашата продукција, би рекол, комедијата некако ни е легната. Тројцата, јас, Видан и Димето Боцев се познаваме долго време, сме работеле во преку 10 представи заедно, малте не знаеме како дишиме. А тоа е добро за еден проект, каде особено комедија оваква како што е на ситуации, каде што трпи импровизации, така да јас лично како режисер на оваа представа сметам дека имаме одличен проект, меѓутоа никогаш нема да избрзам и да кажам дека пред време да кажам дека ќе биде одлично, дека ќе биде супер, нормално, тоа ќе оставам публиката да го каже. Сепак на крајот на краиштата сето ова го работиме и за неа. Затоа што некој многу попаметен од нас кажал дека најголемата награда за еден глумец е аплаузот и у случајот за кога се работи за комедија, насмеаните и ведри лица у публиката. И јас верувам дека тоа ќе го постигнеме, како што кажав, екипата е таа што ја спомнав. Мислам дека нема да има проблем околу тоа. Морам да уште една работа, две да кажам само, после ќе им дадам збор на колегите и колешките. Морам да кажам дека имаше прекрасна соработка со моите колеги од Домот на културата околу техничкиот дел, околу сценографијата која што работеше Трајче Јованов. Оној музичкиот дел Маријан Тодоровски, прекрасна, мислам, голема помош имав од моите колешки, од Благица, Микица. Така да беше буквално целиот тим на Домот на културата вклучен во овој проект и сакам јавно да му се заблагодарам нив, да му се заблагодарам на директорот Александар Малинков, кој што имаше трпение да не оставе малце подолг временски период отколку што ни треба обично да спремаме една представа, меѓутоа кажав дека ја кажав на почетокот причината зошто се случи тоа одолговлекување, ама на крајот сепак крајот го краси делото. Ако имаме добра премиера, ако имаме добра представа, јас сум убеден дека ќе имаме, мислам дека сето тоа ќе се заборави, ќе остане зад нас
и само че мислиме на наредните репризи. Кажа директор дека утрешната реприза, петочната е веќе распродадена. Следните две репризи се вторник и четврток, значи веднаш следната седмица, од 20 часот и 30 минути, така да еве еден јавен повик до сите вас љубители на театарот, љубители на комедијата, бујрумте на добра представа, закажете си карти порано за да си биете едни од првите кои ќе ја изгледате. За крај од моето обраќање, сакам на кавдаречката јавност да се заблагодарам за скоро огромната поддршка за скоро секој проект кој што јас го работам, кој што го работе Домот на културата, театарот на Домот на културата и останатите нели работи кои што се во склоп на Домот на културата. Една огромна благодарност до вас медиумите кои што неизмерно секогаш ни излегувате во пресред. Тоа е една, верувајте, една огромна поддршка за нас, кога знаеме дека медиумите стоат позади нас како еден ветер во грб, нели, за маркетингот, кој што е едно од најбитните работи у оваа наша професија. Така да уште еднаш благодарност и до вас и ништо друго освен уште една покана до сите љубители на театарот, на комедијата. Вечер тие што имат веќе и утре вечер што имат обезбедено карти да уживаат, а за следните репризи се гледаме тогаш. Нашиот преубав и уникатен кавдаречки дијалект дава таква можност да извлечиш некој збор, на пример, или да извлечиш некоја реченица која што буквално мине само кај нас. Нели, да, другите да не ја знаат, ако не и да се чудат малку што би значило тоа што е кажано, така да кога гостуиме некогаш настрана, на пример, неретко се случува после представа да не прашат, извинја, што беше тие дел. Така да верувам дека ќе останат, нели, така наречени тие култни некои реплики кои што како од Лазо, од Газда Страшо, од стюардеси кои што ќе се, нели, провлекуваат со годините нанапред. Јас се надевам, а и мислам дека имаме материјал за тоа. Како и сите ние имаме луѓе кои што се надвор по белиот свет, нели, кои што си ја барат среќите и парите, нели. Да, особено неколку 2-3 проекта кои што театарот при Домот на културата ги направи, како што беше Лазо, Газда Страшо, се премногу гледани, настана особено во Америка. Јас имам една информација, која што после тоа нормално ја проверив, дали е стварно така. Например, најчесто се собирале некаде таму по некои цркви или не знам како моде тоа нив е, да, така. И групно, например, гледат Лазо. И на некој му е гледана и преку 20-30 пати. Значи, тоа покажува дека се тие нашите таму желни за нашиот хумор, му фале, нормално дека ќе му фале, затоа што некои си по 20-30 години заминати, нели, од тука. Ние стапивме у контакт со неколку луѓе од таму, затоа што, например, еве, Солза и Смејачи ги земам за пример, направија неколку турнеи по Америка и по Австралија. Меѓутоа, дали нивното, тамошното, битолското лоби е баџи појако, нели, кај нишо викаме, дали повеќе се држат, не знам што е проблемот, важно, кај нас остана само на муабет, на онаа ќе видиме, ќе биде, ќе разгледаме и тука остана се. Во еден апел јас знам дека голем дел од диаспората македонска, кавдаречка, пред се нормално, која што е у Америка и у Австралија, ќе го гледа воа. Воа е еден, не дека нас, дека е до нас да ни се шета толку многу низ Америка, ама голема чест ќе биде
една мала група како нас, еден театар кој што е непрофесионален, нели? За жал се уште не, ама работиме на случајот, да отиде на пример до градовите кај што има многу иселеници од кавадарци и да во живо им се представи за тоа што го знае. За тоа што, например, мене има луѓе кои што ме знаат само од телевизија дека знам да глумам, односно од интернет, од таму. Значи, би сакал јас, тоа е еден мој апел до нив, да смогнат сили ако можат, а можат, знам дека можат, да се направи една турнеја. Имаме доволно материјал, значи нивно е само да покажат добра волја, да екипата е спремна, имаме проекти спремни и тоа е тоа. Тоа е околу тој дел, јас морав само да се навратам малце наназад, сосема на почетокот. Во текот на, нели, работењето на овој проект имавме и проблеми мали, меѓутоа сепак преовладуваше таа една ведра атмосфера у текот на скоро сите представи, у текот на скоро сите проби, и на читачките, и доле на сцена. Таа цела атмосфера се пренеси и кога почна да се, нели, веќе кога и се виде крајот на представата во последниот дел од подготовките, таа цела така убава атмосфера се пренеси и на делот на моите колеги кои што, нели, заеднички ја правиме сценографијата. Морам тука една огромна благодарност да му дадам лично на Диме Темков, кој што е, искрено ти кажа, како ни викаме по нашки кажано, да не е он цепта со мас не јадат. Една огромна благодарност до Билјана Соколова за идејата за плакатот. Билјана Соколова Тодоровска, да, веќе забораваме тоа. Една прекрасна, мислиме, сите буквално се сложиме дека идејата за плакатот е вау. И тоа, како што кажа она, за 2 дена сето тоа го скалапи. Замисли да имаш 2 недели и да дадеме каква идеја ќе направеше. Во секој случај, уште еднаш благодарност и до неа. Не знам ако некој заборавив, нека ми декшава. Тоа е тоа, уште еднаш, како, за крај, како режисер и човек кој што го адаптираше текстот на кавадаречки услови. Уште еднаш благодарност до вас, до медиумите, благодарност до кавадаречката публика која што е веќе редовно неколку представи уназад, барем 5-16 до 17-18 пати ја полни скроз кавадаречката сала. Уште еднаш една покана до сите вас. Фала му на колегите што беа дел од овој проект. Нормално нема што да се надевам, знам дека соработката со оваа екипа ќе продолжи. Исто така се извинувам, мора да напоменам, Сајшто Орешков сака да проба на Академијата за драмски уметности, така да ете ни уште работа сега лето за да го спремиме да имаме уште еден кавадаречки глумец. Накратко само ќе кажам, значи станува збор за една прекрасна театарска комедија Откол-накол, која што, значи, изобилува со многу динамика, со многу движења на самата сцена. Буквално да не речем дека не постоje ни една секунда да на публиката и биде, да речем, здодевно, пошто постојано има некои си случки што се од динамичен карактер. Мислам дека искрено, пошто имаме искуство со претходни некои си представи кои што исто вака сме ги прилагодувале на кавадаречки дијалект, дека има доста гледаност заради тоа што е познато за тоа наше поднебие. Тие некои си фори се типични, да кажам, за тоа наше поднебие и баш буквално публиката, да кажам, на некој начин си се осеќат пријатно, буквално како у домашна атмосфера. Представата е интересна, значи јас го играм еден од главните ликови, таксистот Перо Стојановски, кој што, има некој околу него доста
занимливи фигури кои што му помагат, пошто запажило некои неволји, има две жени, тука се појавува добро, че изгледате, че видите како шо, меѓутоа генерално мислам дека самата представа че има многу гледаност и дека ќе биде можда дека ако не и меѓу една од најгледаните од прилагодувана на кавадаречки дијалект. Здраво и од мене, јас сум Орешков Сашко. Во оваа представа го глумам репортерот, а и Боби Стрейт од Неготино. Можам само да кажам дека ми е чест што сум дел од оваа екипа, која што ме прифала на најдобар можен начин. Би сакал да кажам, односно им благодарам што имаат трпение да издржат заради тоа што оваа улога не ми беше секојдневна. Прв пат сум во оваков тим, во оваква улога. Можам да кажам дека се сите фантастични глумци и тука зборовите би биле вишка заради тоа што посетеноста на публиката која ќе дојде кажува колку е големо и колку е прекрасен проектот што го изработиме. Здраво и од мене. Јас сум Видан. Се знаеме веќе подолго време на сцената. Морам да се пофалам, извини. Нема да должиме многу за представата, нема да зборуваме, кажано е се, да објасниме шо како. Само ќе кажам дека мојот лик е еден од инспекторите, инспектор Љупче, старомодно типче кој што се труди на секој начин да реши некој случај, да си земе плата едноставно, нели? Тоа што треба. Инаку за представата имаме екипа, имаме што викат добар рецепт за една одлична комедија. Јавно покана и од мене до сите, до цела кавдаречка публика и нормално и настрана, тие што се од други градови, па и од други држави, зошто да не. Нашата желба беше да биде на кавдаречки дијалект, затоа што кај да одиме на гостување, а и нашата публика се желни за тие нашиот кавдаречки дијалект, затоа што многу добро поминува кај сите, без разлика од кој дел на Македонија идат. Диме не послуша, направи една одлична представа, одлична адаптација на нашето кавдаречко поднебје, така да не се ни сомневам каков успех би имала представата и како добро би поминале не само кај нас, него и настрана на гостување кога би оделе. Почитувани представници на медиумите, чест и задоволство ми е да бидам дел од овој голем проект. Ова е моја прва целовечерна представа и ја играм улогата на инспектор Канина. Се што останува на вас е да дојдете и да ја погледнете представата.